Почитувани, добар ден. Го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него денеска гостува министерот за одбрана господинот Талат Џафери. Господинот Џафери, решавањето на статусот на професионалните војници по завршувањето на нивната служба во армијата токму деновиве делува како позната предизборна дарежливост. Дали тоа значи дека дозволивте и преку вашиот ресор да започне предизборната кампања? Со предложеното решение да професионалните војници се трансформираат во редовен работен однос во Министерството за одбрана, односно армијата и во други државни институции по наполните 45 години, сметам дека е соодветно решение со кое што даваме сигурност на припадниците на армијата и на нивните фамилии по однос на нивниот живот и работа во текот на ангажманот во армијата. Со тоа сметам дека придонесуваме во поквалитетни ангажмани на припадниците во извршувањето на задачите и во поголема сигурност по однос на оно што треба од себе да даваат по однос на институцијата и функцијата. Може би фактот дека 14 година е изборна година во смисла на претседателски избори и остава впечаток дека тоа е во контекст на предизборието. Јас сакам да ве разуверам во тоа дека не би требало да се поврзува со никакви избори и во никаква предизборна кампања напорот за решавање на ова прашање, имајќи предвид дека и во програмата и во планот за работа на Министерството за 2014 година е предвидена планска активност во напорите на изнаоѓање решение за измени и дополни соодветни по однос на Законот за одбрана и за служба во армијата, и во тој контекст ми ја сметаме како редовна активност на Министерството и не би ја поврзувал со можностот дека тоа е предизборна кампања, односно предизборен ангажман на владата, Министерството и другите институции. Но токму премиерот рече дека ова не е дел од програмата на владата. Затоа е дел од програмата за работа на Министерството, годишната програма, значи измени и дополни на законот, која што е во динамика, и во тој контекст зборувам дека не се поврзува со оние потреби, можеби, на оно што го најавивте, односно го коментиравте во смисла на предизборие. Од друга страна, не се осмелувате да отворите некои деликатни прашања, како што е Законот за бранителите кој заглави во собраниските процедури. Како и кога ќе се навратите на ова прашање? Па добра, сега јас не можам да преюдицирам кога и како. Предпоставувам тоа ќе биде дел од сите идни разговори по однос на работата и ангажманот, значи на коалиционите партнери, на сите субјекти кои што учествуваат во собранието и во владата, и во тој контекст не би било целесhodност да преюдицирам со временски рок, која тоа е дел, значи, од размислувањата и од напорите на сите учесници во нештата во политичкиот живот во Република Македонија, да се изнајде соодветно инклузивно решение за сите, за да може конечно и тоа прашање да излезе на виделина со конечно решение за сите, за да еднаш за секогаш се затвори тоа прашање. Дали сето ова на некој начин најавува постигнување согласност меѓу коалиционите партнери околу консензуален кандидат за претседател? Сметам дека идејата за општ консензус по однос на кандидат за иден претседател е една од кариките во доградување, до изградување на демократскиот систем во Република Македонија, и во тој контекст мислам дека како идеја е неопходна да се има на маса, и за неа веќе, како што знаете, лидерите, представниците разговараат, ја третираат и ги бараат модалитетите како да се дојде и до конечно можно решение, да се изјаснат дека е изнајдено решение за консензуално, значи поддршка на некој од кандидатите кои што би се избрал во иднина. Гледате ли можност да се постигне ваква согласност и расположение кај ВМРО-ДПМН? Па ја не би сакал да лицитирам со можноста и со расположението. Битно идејата е ставена на маса и за нејзе сега потоа во иднина е потребно да се разговара, и во тој контекст сметам дека е неопходно една од темите да биде, значи, отворена во смисла ставена на маса, за да може отворено граѓаните, политичките субјекти и сите учесници во процесот изборен
да можат да ја калкулираат својата определба, идеја и како заклучок. Јас не би сакал да лицитирам со подготвеноста или неподготвеноста на едни или на други за прифаќање или неприфаќање на идејата. Идејата е таква ставена, значи на маса и за неја, како што знаете, како што гледате, отворено се разговара. Доколку не се усогласите околу ова прашање, како ќе постапи вашата партија? Па добро, јас од позиција министар за одбрана не би можел да калкулирам во тој контекст, во случај хипотетички што би се случило. Тоа се работи кои што политички се анализираат, органите на партијата ги следат, значи сите околности и во тој контекст партиските органи ќе имаат заклучок по однос на било каква одлука по однос на ова прашање и соодветно ќе соопштат на редовни, значи, контакти со јавноста. Ве плаши ли веќе подолготрајното статус кво на нашето зачленување во НАТО? Во принцип, ништо во животот не ме плаши, освен обврските што ги имаме да ги исполниме до крај. За нас е сатисфакција дека вреднувањето по однос на критериумите ни се позитивни и во тој контекст ние настојуваме да ги одржиме тие вредности кои што сме ги достигнали. По однос на статус квото, тоа е општо познато дека е прашање меѓу две страни во смисла на една членка на НАТО и Република Македонија по однос на спорот со името. Тоа е работа која што во суштина не е надлежност на Министерство за одбрана, за кое што би можело директно да се имплицира како министерство, но индиректно е пречка за цела држава во контекст на евроатлантските интеграции. Во тој контекст надлежноста е на други институции во државата и тие тоа го прават, а за резултатите е работа за која што треба соодветен одговор, значи да се побара во други институции, а од комуникациите што се прават напори да се конечно изнајде решение по однос на ово прашање и во тој контекст сметам дека би требало да се вклучат и други учесници во напорите да се изнајде, односно да се олесни постапката за изнаоѓање решение по однос на ово прашање. Во тој контекст, дали планирате да продолжите со средби, онакви какви што ги презаде лидерот на вашата партија и други членови на ДУИ минатата година, со оглед на тоа што пред Нова година беше закажана, но не беше реализирана средбата со вашиот грчки колега? Во секој случај тоа не се напори само на ДУИ, тоа се напори на коалиционен партнер во смисла на олеснување на комуникацијата, на придонес во општата комуникација на институциите со соодветните институции во меѓународната заедница, па вклучувајќи ги институциите на Грција во смисла на комуникација. Во секој случај точно е се одложи, значи, посетата моја во Атина од оправдани причини, имајќи предвид дека во тоа време требаше да се случи и самитот на Европска Унија во декември и кореспондираше со обврска да хомологот да не биде во Атина и е закажан, значи, нареден термин кој што ќе се реализира во соодветен начин, значи не е одстапено од таа определба ни од страна на Министерство за одбрана на Грција, ни од наша страна, значи не е одстапено, него се реални оние околности кои што придонесува да се одложи посетата, но агендата и во агендата е при крајот на месецот тоа и да се случи. Задоволен ли сте од буџетот планиран за одбраната за нареднава година? Па да се биде реален, никогаш не можете да кажете дека секогаш до крај и целосно да бидете задоволни со оно што ви се доделува. За разлика од претходната година, веќе имаме помак во позитивна смисла во зголемување на дел од буџетските средства за разлика од претходна година и за некои цирка 250 милиони денари имаме плюс за разлика од претходна година и со тоа да работиме на подобрување на инфраструктурата во оние елементи на инфраструктурата во кои што живеат, борават и работат припадниците на армијата. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вам. Тоа беше неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно!